Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта. Понекогаш мали, едноставни работи што правиме за нашето здравје може да имаат долгорочни позитивни ефекти. Една од нив е скринингот за рак на дебелото црево. Едноставната анализа за утврдување присуство на невидливи траги на крв во столицата може да спаси живот, или пак колоноскопијата. Непријатна, но неопходна постапка со која што навремено се открива, дури и спречува развојот на карциномот на дебелото црево. Се на оваа тема денеска разговараме со професор доктор Калина Гривчева-Старделова, интернист гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламниот блок, затоа останете на телма. За скринингот за рак на дебелото црево денеска разговараме со професор доктор Калина Гривчева-Старделова, гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Професорке, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на телма. Добро најдов. За жал во пораст е ракот на карциномот на дебелото црево, се повеќе пациенти, па дури младија добиваат оваа диагноза. Па познати ли се клучните ризик фактори кои што доведуваат до оваа болест? За жал е во пораст и нашите податоци последни што ги вадевме за подготовки на нашава скрининг програма покажуваат разлика од претходните години до сега. И онако претходно биле важечки податоци дека 1 на 10.000 жители ќе добие од 0 до 18 годишна возраст карцином на дебело црево, тоа веќе почнува да се покачува, така да ние имавме една серија скорашно од многу млади луѓе кои така дојдоа со потреба да се диагностицира болеста на цревото и диагностициравме за жал карциноми, така да е во пораст. И е потребно да доаѓаме почесто кај вас за да ги потсетуваме луѓето дека треба да размислуваат за болести на црево и треба на време да се јавуваат на доктори. Секако треба и да обрнуваат на ризик факторите, а тоа се пред се генетските фактори. Ако во некое семејство веќе постоел родител, брат, сестра, војко, војна, баба со карцином или со болест на дебело црево, треба да биде позаинтересиран да се јави на преглед. Навремено на преглед, така. Да. Тука можеме да го погледнеме ние телопот кој што се однесува на главните ризик фактори поврзани со ракот на дебелото црево. Возраста веќе ја споменавте дека тоа е некоја категорија која што со тек на време се зголемува. Со тек на возраста се зголемува бројот на пациенти кои ќе заболи, да кажеме, ќе се појави карцином на дебело црево, значи наспроти оние од 0 до 1, тие над 80 имаат поголема шанса да добијат болест. Еве да го погледнеме, значи тоа е возраста, генетската предиспозиција, претходна појава на рак, воспалителни болести на цревата, несоодветна исхрана, физичка неактивност и пушење, секако има уште многу други работи, ќе ги споменете вие. Споменавте дека генетската предиспозиција, доколку некој во семејството имал карцином на дебелото црево, треба да се размислува навремено да се направат одредени прегледи. Не само карцином. Така. Но дали и да речем има во некои семејства каде што некои од членовите се попредиспонирани да развијат полипи. Дали Затоа реков не само карцином. Значи не само карцином. Не само карцином, значи појава на полипи, постои еден состојба, да кажеме, фамилиарна полипоза, кога се јавуваат полипи на желудник, на дебело црево во склоп на едно семејство, но иако се појави, ако не е тоа фамилиарна полипоза, али ека само 1 или 2 полипа во едно семејство, ние инсистираме и другите родбински, крвно-родбински членови на семејство да направат преглед. Например, ако е кај родител диагностицирано, бараме кај децата во одредена возраст, значи не мора у детска возраст, но во одредена возраст, негде, ако е границата која препорачуваме 50 годишна возраст во европските земји за прва колоноскопија, кај овие семејства се поместува на 35 годишна возраст. Потреба да се направи испитување, да се види постои ли некој полип или не и да се повторуваат тие, да се дополнуваат испитувањата.
Тука се и воспалителните цревни Само заболувања. сакала уште малку да се задржам полипите. Што се тоа точно полипи? Дали од секој полип може да се развие карцином? Не, али не знаеме точно од кој ќе се развие. Поголема предиспозиција да се развие е самиот изглед, кажува, на полипот. Он може да биде на петелка и да изгледа како печурче. Од тие на петелка е помала шанса да се развие карцином. Тие што се поставени на широка основа, пошироки, растресити, ние ги викаме вилозни, они имаат поголема шанса да направат карцином. Генерално, она што ние на пациентите се обидуваме да им објасниме дека од здрава цревна лигавица треба едно 10 години да се развие потенцијално полип, од 5 до 10, а од 3 до 5 години потенцијална тој некој еден полип што би малигнизирал, ќе се малигнизира. И затоа е тоа важно да ние што порано ги откриеме и ги извадиме тие полипи. Не е само откривањето, него и вадењето, она што спречува појава на карцином, односно и навремено се случило да на површинскиот дел на полипот најдеме карцином. Хистопатолошката анализа на извадениот полип покажува дека е веќе отидено во здраво и тој пациент нема потреба од операција. Значи на времено хемотерапија, нема потреба од ништо, него само од редовна контрола, која не е баш пријатно, ни толку непријатна. Ќе проговориме детално за колоноскопијата, само да прашам дали секој полип што ќе го најдете во дебелото црево или пак еве во желудникот споминавте дека може да се најдат полипи, треба да се отстрани. Може ли некогаш да се остави да се следи? Ги оставаме, ако има многу ситни, па некој ќе извадиме, некој оставаме за годишна контрола. Тие што се безбедни да останат на годишна контрола, затоа што ние имаме пракса да пациентите дојдат подготвени во смисол да имаат лабораториски испитувања со себе на колоноскопскиот преглед, да не правиме повторна колоноскопија со вадење на полип. Она што е за нас важно да е времето на крварење добро, да не почне пациентот да крвари после полипектомијата. И заради тоа, ако се подготвени, колку што можеме, повеќе полипи вадиме. Сега некои тие што е безбедно да останат за контрола, ги оставаме. Следното на листата со ризик фактори за појава на рак на дебелото црево не е претходна појава на карцином. Дали лицата кои што имале некаков карцином на дигестивниот систем или пак на некој друг дел од телото, се со зголемен ризик да развијат карцином на дебелото црево? Имаме пациенти веќе оперирани со карцином на дебело црево што добиле повторно карцином на дебело црево. Се случува и затоа ние инсистираме целото црево да се види независно, ако видиме на оној почетниот дел кај што се односно последниот дел кај што се најчесто појава ректумот и сигмата, најчест по процент појава на карцином на црево, инсистираме на комплетен преглед, затоа што се случува на две места да се има карцином во исто време. Така. Да, иначе се јавува и може да се јави симултано, може да се јави ако е веќе било од некој од карцином, знае да направи, али е црево е баш онака потребно. Значи комплетно да се прегледа, не само и да е ректумот. Да е цревото. Бидејќи има уште еден преглед, само ректумот што го опфаќа. Ректоскопијата обично кога пациентот многу крвари, ние прво гледаме ректоскопија, податоците кои ни ги дава пациентот ни се многу важни во проценка дали размислуваме за потенцијално карцином или можеби хемороидална болест. И да кажеме ректоскопија, но таму кај што има мањек доктори, како Норвешка, скандинавските земји, таму се сестри обучени да прават само на задниот дел, ректум и сигма. Затоа што процентуално таму најчесто се јавува карциномот. Така. Не дека не се јавува и на другиот дел на цревото, меѓутоа за прво се обучени за побрзо да се дојде до оној момент дали треба да иде на комплетна колоноскопија или не. На среќа кај нас не е така и у старт инсистираме на комплетен преглед на црево.
што е така добар пристап и ќе проговориме како изгледа тој преглед во текот на емисијата, а следниот ризик фактор се воспалителни болести на цревата. Често можеме да слушнеме како некој се жали дека има кронова болест или некоја слична воспалителна состојба. Дали сето тоа води кон карцином? Кај улцерозен колит поголема шанса е да добие карцином на црево во однос на здрав пациент. Значи, пациент кој со години со хроницитет има улцерозен колит, има поголема можност да добие карцином него некој кој нема болест на црево. У тоа е разликата. Кај кроновата болест обично, да кажеме, лимфомија може да се јави кај тенкото црево, меѓутоа улцерозниот колит пациентите се со поголем ризик да го добијат карциномот и затоа ние имаме протокол за работа кај што правиме на одреден број години, на 3 до 5 години, контрола колоноскопска на нашите пациенти со хронични цревни заболувања. Докторке, што е со оние што велат дека имаат нервозни црева, кога ќе се изнервираат, кога ќе бидат под стрес, ќе добијат диареја и слично, дали и тие спаѓаат во ризична група? Онолку колку што здрава лигавица спаѓа во ризична група. На 50 роден ден треба да се направи преглед. Иритабилно црево е состојба која е, да кажеме, најчести посети на гастроентеролошки амбуланти се од пациенти со иритабилно црево, но мораме да сме сигурни дека навистина има иритабилно црево. Има тука низа состојби што ги даваат идентични симптоми. Порано беше најлесно да се каже, имаш иритабилно црево. Сега добро размислуваме дали ќе кажеме. Може би има интолеранција на храна, може би има воспалително цревно заболување. Низа лабораториски тестови, испитувања, па и ригографија, и колоноскопија. Тога викаме да, има иритабилно црево, но ризикот да добие карцином некој пациент со иритабилно црево не е поголем од оној што нема иритабилно црево. Све зависи од состојбата на лигавицата. Сега, каква е состојбата на лигавицата кај луѓето што несоодветно се исхрануваат? Исто можеме да прочитаме дека црвеното месо, месните обработки се ризик фактор за појава на карцином на дебелото црево. Мрсни оброци, оние менјаат цревната флора. Со својата ферментација. Сега тоа е нешто ново. Велат и дека бактериите имаат некаква улога во сето ова. Она што веќе со години е ново, всушност не е ново, и е важноста на цревната микробиота, на оние добри бактерии кои ги имаме во цревото, кои во еден момент кога ние не сме расположени да бидеме добри кон нив, па правиме некаков ексцес, како што е, например, преголема, пречеста консумација на мрсни оброци, на неквалитетна храна. Они се менуваат, пошто таа храна ферментира и цревната микробиота се менува и знае да го оштети цревниот зид, знае да биде ризик фактор за промена на таа цревна лигавица и затоа треба да си ја чуваме цревната флора. Затоа велат да си ги нахраниме добрите бактерии со квалитетна храна, зелен шоковошје. Тоа е симбиоза која, едни од други зависиме. Значи да внимаваме не исхраната. Што е со физичката неактивност и долгогодишно пушење? Седичкиот начин на живот е веќе нешто што сите го практикуваме. За жал, така изгледа животот на современиот човек. Веројатно, пандемијата, кога бевме затворени по дома, повеќе не тераше да седиме. Иначе ја гледам луѓе, бар од моето обкружување, што активно се бават со спорт. Свесноста се менува, особено кај помладите. Да, мислам, младите генерации тука се физички активни. Неактивноста е уствари значи поголем body mass index. Зголемениот body mass index е проблем. Значи дебелината всушност, вишок од килограми. Да. Тоа знае да биде ризик фактор во појавата, да кажеме, склонноста да тој организам направи потенцијално карцином на дебело црево. А пушењето? Пушењето е одговорно за крвните садови, а во цревото има многу крвни садови. Студии покажуваат дека пациенти кои пушеле, кои активно пушат, имаат поголем ризик од појава на карцином на панкреас, на бели дробови и на дебело црево. Значи, дефинитивно е од висок ризик
начинот на кој се однесуваме за нашето здравје и за појава на една низа карциномија. Карциномот на дебело црево не е исклучок, тоа е посмртност трет во Европа у однос на другите карциноми. Бели дробови, дојка, матка, карцином кај жени, на дебело црево кај жени, бели дробови и карцином на дебело црево кај мажи и на кожа се повеќе. Не случајно секогаш пушењето го ставаме на телопите, бидејќи кај нас на вистина многу се користи тутунот и цигарите, па дури сега и оние замени за цигарите кои што велат дека подеднакво штетно влијаат и поради тоа еве ја криваме свесноста што се може да предизвикаат и да ги елиминираме кога веќе толку типови на карциноми се поврзани со ова лоша навика. Споменавте дека е потребно да се прави скрининг, односно редовни прегледи за да се спречи развојот или пак рано да се открие ракот на дебелото црево. Значи, скринингот не значи само рано откривање на рак на дебелото црево. Што точно подразбира? Ние во нашите размислувања во сега ја подготвивме новата стратегија за скрининг. Скринингот на дебело црево започна 2012 во Македонија. Сега го апдейтиравме од објективни причини. И она што сакаме да им кажеме на нашите пациенти, ако можете да го спречите карциномот на дебелото црево, дали би го спречиле? Значи, секој кој на време се прегледа, а ние тоа ќе се погрижиме со покани до нашите пациенти, има можност да, ако има полип, да се он извади, ако е здрава лигавица, да е во наредните 10 години мирен. Ако има карцином, да се навреме детектира, да отиде на операција, секоја навремена операција, значи помалце хемотерапија или немање хемотерапија, пократко боледување и све оно што во која фаза следи. ги откривате карциномите на дебелото црево кај нас? Јас денес ево открив еден карцином кој беше така, не знам на компјутер каков ќе биде, меѓутоа доста беше во луменот на цревото напреднат. Меѓутоа ево се случува и да ги откриеме раните карциноми, баш така. Како што споменавте. Да биде на површината на полипот. И сега има една анализа која што се изведува преку столицата и се бараат траги на крв, кои што се невидливи. Каков е тој тест, како се нарекува и која е целта? Што всушност се постигнува со него? Првиот тест кој почна, тест на фекално-окултно крвавење или ФОП тест, ние го почнавме кај нас 2012 година. Згодно е што со тој тест може да се открие скриени капки крв во столицата, затоа што не секој карцином на дебело црево дава симптоми кои би го натерале пациентот да отиде одма на лекар. Како е назад карциномот од почетокот на цревото према излезот, така се зголемуваат симптомите. Почнавме се воведе тој тест ФОП, при тоа јас од податоците што ги добив од Институт за јавно здравје за периодот од 12 до 17 година биле направени 23.800 и нешто теста. Тестовите ги правеа колегите од примарно здравство, матичните лекари, матичните доктори, да, со тоа што они има, да кажеме, потреба да утекна тоа месечно правење, имаат одреден број на пациенти. Тоа е добар тест ако се направи кај оние каде што се потребно да се направи и онака како што треба да се направи. Што значи како треба? Тоа значи дека не треба да се прави кај пациенти кои имаат видливо крварење. Пациенти кои имаат на око во столицата крв, зашто би правеле тест за скриено крварење, а го гледаме без тест. Некај пациенти со крваречки хемороиди, некај пациенти со активен улцерозен колит, некај пациенти кои добиваат антикоагулантна или агрегациона терапија, некај пациенти кои имаат
чир на желудник, некои пациенти кои имаат парадентоза, некои оние кои дури парадентозата може да се детектира. Да. Крвта од непцата преку капки, столицата. Тоа се дигестира и оди понатака. Значи, многу стрикна селекција на тие пациенти, ако сакаме навистина да тоа биде како што треба. Ние годишно правиме негде околу 4000, некоја година повеќе 5000 колоноскопии од 2016 до 2018 било направени 8000 и над 8000 колоноскопии, од кои се дојдени, нели, заради тој позитивен ФОП тест, 9000 и нешто се биле индикација да дојдат. 123 се откриени карцином, тоа е премала бројка за толку многу тестови, што не кажа дека тестовите кои се прецизни, не биле направени според критериумите. Популација која би требало да покаже реален наод. Професорке, дали исхраната може исто така да влие врз резултатот? Ако јаде крваво месо, да. А да речеме, ако зима одредени витамини, витамин С и слично? Витамин С, да. Исто така ќе покаже Затоа погрешен, што ние сме имале пациент со крварење од широт, поголемо количество С витамин. Ја менја киселоста, знае да смени киселоста на желудникот кај некои луѓе, некај сите. Значи, на многу параметри треба да се внимава. Да, многу внимателно. И сега има други тестови кои се фит тестови, имунолошки тестови, имунохистохимиски, исто од измет. Ние се уште ги немаме, но согласно искуството на земјите кои имаат одлична скрининг програма, тоа е Словенија, не подалеку од нас, со отприлика иста популација како кај нас, нивната СВИТ програма даде одлични резултати и е за пример во Европа. И американските податоци кои ги дадоа, например, во Соединетите Американски држави на 45-ти роден ден добиваат покана за колоноскопија и како расте возраста, секоја 5-та година добиваат картичка да дојдат на преглед. Таму се приватни осигурителни компании. Ако не отиде на преглед, губат осигурување, толку е. И се разболи, тогаш веќе има проблем. Ние сакаме и се опремивме, не опреми од Министерство за здравство, ја апдейтиравме програмата со тоа што ќе инсистираме на колоноскопија на 50-ти роден. На 50-ти роден на колоноскопија, а ФОП тестот ќе се прави понатаму? ФОП тестот ќе комбинираме помеѓу, значи, обврзна колоноскопија на 50-ти роден ден, а потоа уместо да кажеме на 5 или на 10 години, у зависност од позитивниот од ФОП тестот. Но колоноскопија и добро подготвено црево, тоа е многу важно да е цревото чисто, да можеме да со мирна душа се подпишеме дека нема ништо за прецизност на прегледот. Добро подготвено црево дозволува да имаме некоја комоција, да сме сигурни дека 10 години нема да има заболување на црево. Пред да ни појасните како добро се подготви цревото, имам уште едно прашање во односно не микроскопски капки крв во столицата, врз кој што се базира овој тест. Можно ли е пациент да има карцином на дебело црево, а тој да не крвари? Значи, дали отсуството на крв во столицата значи и сигурно отсуство на оваа болест? Отсуство на видлива крв значи. Секој карцином или полип расте внатре во волуменот на цревото. Изметот кој поминува и механички го трие и он ќе покаже неколку капки, ќе се појават неколку капки баш од тој контакт што оди. Како е цревото подоле, симптомите се поизразени. Значи, ако е на почеток на дебелото црево, она што прво ќе приметиме анемија со недостиг на желез. Како оди, тука веќе се јавуваат видливи крвави празнења, тука се јавуваат, ние ги викаме ние парадоксални цревни проливести испразноци, механички, ако е стеснет луменот на цревото, иде само течниот дел. Подсврстиото станува погоре и затоа се почести празнења.
со баш видливи примеси на крв. Тука веќе луѓето кога ќе видат крв се плашат, било да ја повраќаат или да иде во столицата е нешто што ќе ги загрижи и тога најчесто се јавуваат на преглед кај нас. И тогаш најчесто се Побрза прави, лента. Да. се прави колоноскопија, претпоставам дека тогаш и стравот некако го оставаат на страна. Да. Споминавте дека цревото треба добро да се исчисти. И можеби е тоа еден од клучните проблеми кај лицата кои што се подготвуваат за оваа постапка, бидејќи тоа е исклучително непријатно. Што се треба да се направи за цревото да биде комплетно чисто? Јас стално викам, кога ќе отидете во месара, ќе видите како се чистат цревата. Воден удар. Со дополнение на средства, прашкови кои се раствараат во вода, кои се малце непријатни, пошто се солени раствори, но ние им кажуваме на пациентите можат да го сменат вкусот со додавање на цеден сок од портокал и течности. Сега на пазарот се и нови производи кои што побаруваат помалце вода за пиење, пошто ние со едните раствори им викаме 6 до 8 литри течност да испијат нагло. Нели, колку побрзо ја испие течноста, тоа цревото побрзо ќе отиде во црева и уместо во бубрези ќе отиде низ црева и ќе се празни, ќе се чисти цревото. Сега излегува и производи кои се за кои е потребно помалце литража. Така да има и опција А и опција Б, затоа што и не секој пациент може да си дозволи луксус да пие многу течност. А като ми беше прашањето, што се они со хронични болести, висок крвен притисок? Да, хронични бубрежни болести, висок притисок. Диабетес? Диабетесот не пречи. Не пречи? Аха. Пречи у смисла тоа што они не можат да јадат, али е тоа смалено на 2 дена. И може да се земе храна, со тоа што им советуваме да они го контролираат шекерот и да ако се на инсулин, тука направат модификација на терапијата со инсулин. Секако, нели, контрола на краишта сладки течности не се забранети, може да се надомести, али се навистина со хронична бубрежна болест е од највисок ризик да ги оптерети бубрезите со таков воден удар. Но ево, ние кај пациенти кај што е итна потреба од колоноскопија, кај што немаат време другачие да се прочистат, им ставаме сонда низ нос до желудник и ставаме низ таа сонда 12 литри млак физиолошки и он лаксативно делува и ги чисти цревата совршено. Значи има начини тоа да се реши. Да. Сега како изгледа прегледот, колку време трае? Дали е болен? Па сите ние што сме вработени на гастро сме го направиле прегледот без седација. Значи сите сте поминале лично низ тоа? Да, ние дефинитивно мораш и да знаеш како е тоа да му препорачаш на пациент, но и заради грижа за сопствено здравје. Така. Тоа е, да. Прегледот се прави со црево, кое е флексибилно, еластично, широчина колку еден прст. Цревото има работен канал, има сијаличка, има канал низ кој се става вода и воздух и кој може да ја собере вишок на течност ако има. Пациентот е легнат со грб према испитувачот, значи на лева страна со грб, и она што е олеснителна околност за сите наши пациенти, имаме седација со која ако пациентот посака, даваме седација, имаме можности 2 пати неделно од анестезиолошка потпора. Ние немаме вработен анестезиолог на клиниката, не дека не сме сакале, објавивме 2 пати оглас, меѓутоа на колегите не им е предизвик да работат, бидејќи се кратки анестезии. Да. Но некои пациенти едноставно не сакаат анестезија, сакаат да се комплетно свесни, да бидат физички и интелектуално присутни на прегледот. Имаме големи монитори на кои они може и да гледаат како изгледа нивното црево. По правила, да кажеме, мада не можеме точно да кажеме, затоа што нечии црева се подолги, поувртени, нечии се пошироки и тука е од до.
просекот оној што треба да го запазиме, отприлика 28 минути од почеток на прегледот до крај на, значи до комплетен преглед на дебело црево, до оној спој тенко дебело црево и 8 минути искачање назад, што подразбира дека мораме многу внимателно да го обрнеме на секој дел од цревото, пошто е он набран и некогаш знае полип да се сокрие помеѓу тие два набора, да не го мора многу внимателно да се мора многу внимателно да се Доколку за време на тој преглед забележите полип, веднаш го вадите? Ако е дојден пациентот со лабораторија која кажува дека е безбедно да се извади, да, веднаш го вадиме, пациентот тоа не го чувствува. Она што е за пациентот непријатно е гасот кој му го ставаме. Воздухот што се внесува во стомакот. За да го расшириме цревото, пошто цревото е набрано. И за да видиш нешто, дуваш воздух. И на две места се јавува краткотрајна болна непријатност, на двете кривини на цревото. Тоа е она што сите пациенти, меѓутоа фамата која еден на друг си раскажуваат, се случува многу често да пациенти кажат, почекај, ми кажа дека боли, ово не е страшно. Тоа е така и лична перцепција, нели е и може би различна чувствителност кон болка имаат пациентите. Да, но и ние сами кај пациенти готово воспалителни цревни заболувања се болест на млади луѓе. И они имаат потреба од утек на живот повеќе колоноскопии него здрави. Така да и кај нив и заради тоа инсистиравме на тој договор со анестезиолошки екипи да им овозможиме да тој преглед биде комотен. Не треба пациентот да биде уплашен од прегледот, него треба да знае дека мора да дојде. Така. Да не го избегнува токму поради непријатноста, што може да е. Понудивме и седација која ја даваме, која ни е согласно законските регулативи дозволена као интернисти, гастроентеролози да аплицираме, и опција 2 пати неделно и работиме. Претпоставам дека имате навистина многу прегледи. Се соочувате ли со прашања од пациентите зошто колоноскопија, зошто таа е златен стандард, дали може би можам да направам магнет или пак некој друг тип на снимање, рентген? Ке се видели на некој од овие снимања карциномот доколку е во цревото? Ке се види и на иригографија, ке се види и на виртуелна колоноскопија, но пак има потреба од хистолошка евалуација. Фото повторно, значи се враќа пациентот на колоноскопија. Сите патишта водат на гастро. Се води значи кон колоноскопијата. Да, компјутерската томографија или магнетот е одличен за проценка на операбилноста и оној сооднос на цревото со другите состојбата на другите органи. Појава на лимфни јазли, тоа е нешто што му е потребно на хирургот да го има, за да знае каков тип на операција ќе направи. Но без анализа на типот на карцином, тоа тешко дека ќе може да помине на бордот онколошки на хирургија. Значи повторно се сведува на колоноскопија. И мислам, виртуелната колоноскопија е елегантна метода, одлична, кај оние луѓе кои не можат од здравствени причини да направат тој колоноскопија, но прочистувањето е исто. И таму е потребно прочистување повторно. И таму цревото мора да биде чисто, затоа што треба убаво да се види. Меѓу другото има израчење кога се снима пациентот, а потоа ако се види нешто повторно, значи колоноскопија, значи се е јасно зашто треба да се направи колоноскопијата. Ја сега тука ги имам и тумор маркерите кои што се поврзани со дебелото црево. Постојат ли специфични тумор маркери? Еве некој сигурно ќе се запраша дали може би тоа е добар начин во превенцијата на болеста, да се направат тумор маркери, да видиме дали има некаков проблем или не и да сме на чисто. Она што јас ги учам студентите. Тумор маркерите се, да, постои специфичен CA за 19.9? Не, 19.9 е повеќе за панкреас. Аха, за панкреас. Значи не се ова е специфичен, значи само за дебело црево. Меѓутоа, она што требаш луѓето да знаат дека тие тумор маркери знаат да бидат покачени кај пушачи, кај луѓе што имаат хронични заболувања некакви и не се
не се диагностичка метода да кажеме да овој сигурно има карцином, али се добри во сложувалката на проценката на карциномот пред, по операција, Во следењето. Да. Ние ги користиме за тоа. Но може ли тој маркер да не биде покачен на пациентот да има карцином на дебелото црево? Не се случува. Не се случува такво нешто. Не. Али може да е покачена да нема карцином. Значи, и да дојде тука до една голема паника, непотребна. Да, пошто тоа некако у последно време во рутински анализи, као што со хеликобактер, и самите пациенти бараат да се изработат, а не стално. Сепак, мислам дека докторот специјалист е тој што треба да ја одреди моментот кога ќе направи тумор маркери. Например, и ние на пациентите со хронични воспалителни цревни заболувања на одреден временски период правиме тумор маркери за црево. Дали ќе убрзаме или нема да убрзаме колоноскопија, еден од показателите ни е да. Али ако со години знаеме дека некој нема покачен тумор маркер со улцерозен колит и се покачи, нема да чекаме 3 или 5 години, него сепак ќе го пратиме поред. Професорке, заборавивме да ги поканиме, поточно јас заборавив да ги поканам гледачите се вклучат во денешната емисија. Имаме сосема малку време до самиот крај, доколку некој има некое конкретно прашање поврзано со денешната емисија, нека се јави во програма, нека биде прашањето што по-конкретно и по-концизно, за да може да добие одговор. Вие споменавте дека оние кои што имаат семејна историја требаат порано да направат колоноскопија, предпоставувам. Дали советувате кај нив да се направат и некакви генетски испитувања? Генетските испитувања, поготово ево за карцином на желудник, да се споредат испитувањата и на пациентот кој има и на семејството, да. Све се своди повторно на колоноскопија. Генетски испитувања, да, он ке има предиспозиција, не може да извади здраво дебело црево. Така. Значи, сепак мора да знае дека треба да прави контроли, али контроли треба да прави. Уште еднаш да напоменеме на која возраст советувате да започнат кај нас овие превентивни прегледи, бидејќи во светот нели се симнува границата, велат и 45 години во Америка на 45 години почнуваат да ги повикуваат. Во Европа од 2015 повеќе земји во Европа направија заеднички програм, тоа е од 50 години се уште. Ние од јануари ќе почнеме да ги повикуваме нашите пациенти со помош на матичните доктори, со помош на информатичкиот систем Мој термин, ќе се појави нотификација дека тој пациент оваа година пуни 50 години и треба да се јави но ќе биде нотификацијата за селектирани пациенти. Тоа е она што мора, пошто иначе е голем број на пациенти. Значи, пациенти кои постојат во систем со диагноза карцином на црево, полип, улцерозен колит или крон, се некои што е диагнозата направена со преглед. Значи, се прегледани и се во друг систем. Овие што не се прегледани, матичните колеги, доктори, колегите ќе ги добијат нотификација, ќе ги повикаат и ќе имаат можност по брза лента да ги упатат на колоноскопија во нашата амбуланта која е опремена и ќе биде само за нив. Значи, ќе работиме само за прегледи на тие пациенти. Ова е една одлична иницијатива. Професорки, двајца гледачи имаме. Ќе ги вклучиме во програма. Јас ќе ги замолам само што по-концизни да бидат со прашањата. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ќе ве молам едно прашање. Вака. Ве слушаме, повелете. Имам правено колоноскопија преку уста. А тоа е гастроскопија. Микроскопскиот налог вика се гледа две ткива клеточни кои представуваат деловно хиперпластичен полип, граден од хиперплазирани жлезди, а во струмата се гледа обемот монокуларен клеточен инфламатор. Па ве молам, ако може да ми каже докторката што може да биде и како може да ја најдем, што би требало прегледи. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Добро би било да дојде во амбуланта
кај нас на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Тоа е преглед на желудник, тоа она што по описов е веројатно последица на воспаление на лигавицата на желудник, а она што ние советуваме обврзан преглед кај пациенти кои дијагностицираме полип на желудник, обврзано да направат колоноскопија. Обратно не е неопходно, али тој што има полип на желудник, инсистираме да направи и преглед на дебелото црево. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Така, поздрав до вас и до докторката. Јас сум малку по-специфичен случај. 2011 имав миокарден инфаркт, имам стент. Имам само еден бубрек, но сам сонда, веќе 3 години се борам со него. Пропратно со сите тие мои диагнози имам проблеми со дебелото црево. Често крварење во столицата и што викаме наше народно, меѓународот, чмарот ми се прави коружа. И често пати пред тоа крварење да почне имам јаки болки во стомакот. Па сега ви интересира каков преглед да направите со оглед на сложеноста на вашата здравствена состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате во ваков случај, професорке? Советувам преглед. Пациентката, добро, дами не се прашуваат за возраст, но сепак треба да дојде на клиника, треба да се види и надворешен преглед анален, да симптомите што пациентката ги кажува повеќе одговараат на хемороидална болест, но секој има право на повеќе од една болест. Така да треба да се јави на преглед, да се направи последователно еден друг преглед. Тоа што пациентката ги има придружните коморбидитети не значи дека не може да се направи преглед на дебело црево. И моето последно прашање се однесува за лицата кои што имаат упорни анемии. Дали кај нив советувате да се направи колоноскопија? Протокол кај пациенти со анемија е прво желудник, затоа што нема потребна подготовка посебна. Они се доволно да се гладни и жедни од вечерта, од 8 часот на вечер, утре дента да дојдат на преглед. Мора. Значи, прво желудник, а ако е желудник отворет, наредно е преглед на дебело црево. Ако е и тоа во ред, тогаш она што ние им нудиме на нашите пациенти е ендоскопска капсула. Да проголтаат капсула и да се направи прецизна снимка на целото тенко црево. Значи таму може да се губи крвта и од тенкото црево. Да, може да се губи и од тенкото црево. Ако е и тоа здраво, имаме колеги на хематологија, одлично соработуваме со нив, така да правиме консултации. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за приубавите појаснувања со оваа релативно сложена тема. Има едноставни прегледи, кои што не секогаш се пријатни, но може да спасат живот и затоа превентивно треба да се направат. Да. И ви посакувам успех во спроведувањето на скрининг програмата. Благодарам за успехот, ќе реферираме како ни оди. Секако, ќе се видиме повторно во студиото на Тилмо. Благодарност уште една за гостувањето, а им благодарам и на гледачите што не следеа и денеска. Почитувани, емисијата можете да ја проследите секој работен ден на Тилмо во 12 часот и 45 минути во незиниот редовен термин, кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.